U ime Tona Otca i Sina i Svetijog Duha. Amin. Возлюбени od Христа Бога, братья и сестры, Денеска Светата Православна Църква в Македонија, православниот македонски народ и сите други православни народи во нашата тковина го славиме нашиот духовен татко, Свети Климент Охридски чудотворец, но не само него, туку сите 7 души, учесници од Светиот Патриарх Фотија Поти избрана група на просветители на словенскиот род. Денеска го славиме, ги славиме и учителите на Свети Климент, светите солунски браќа Кирил и Методи, нашите вистински покрстители, кои што не се словени, се разбира по крв. И секој обид да се фалсификува историјата е попуст, секојаш треба вистината да се кажува. Тие двајца се по крв грци и за толку подобро за нас словените, бидејќи грчкиот народ кој што го живее Светото Евангелие ни подаде рака да го познаеме Христа Господа. И во тоа е најголемата добивка наша од покрстувањето, што го познавме Христа, животодавецот и спасителот наш. А дури потоа можеме да зборуваме како големи добивки и за културните и цивилизацијските придобивки што ни дојда од христијанството, така што не изравнија со најкултурните и најцивилизираните народи на планетава Земја и не ставија во ситуација тоа што некои наши преродбеници ќе го препознаат како борба на културен план. А Свети апостол Павле многу подобро од нив тоа го кажал, како надпревар во доброто, да се надпреваруваме во доброто. Ние имаме одлична стартна позиција, без комплекси, да влеземе во таа борба со културно најразвиените и најцивилизираните народи на планета. Тоа им го должиме на денес славени, покрстители и просветители на нашиот народ и на сите други словенски народи. Денеска светите седмочисленици, родот словенски, го внесла во благословениот брод на Светата Црква Христова, за која што денешното Свето Евангелие на еден чудесен, символичен начин ни зборува. Како денеска Христос ни зборува за тој свој брод, чие второ и највистинско име е Црква Божја. Христос им заповеда на своите ученици да се качат во бродот и пловејќи низ водите на Генисаретското море да стигнат од другата страна на морето, односно езерото. Море го викаат заради огромните површини, сладка вода, несвојствени за тие географски предели. И во истото тоа време пак Христос се искачи на планините кои што го надвиснува Генисаретското море, остана сосема сам и се предаде на молитвата, односно на диалогот со неговиот Отец Небесен и со Духот Свети.
dijalog, pošto se isprosuva i dninata na čoveku i na svetu. I to je dijalog i dneska neprestanula da go vodi Hristos za naše dobro i za naše spasenje. Vo međuvreme, nad jezeroto se nadvisna temni oblaci, sve se zatemni kod je novive struga, počna garmotevici, golemi doždovi, a vodite na jezero to se razbranja od silni od vetar što neprestano duvaše. I od takva jedna apokaliptička atmosfera apostolite gozdogleda Hrista kako im priolja odeki po površinata od jezerskite vodi. No tije ne može Hrista Gospoda da go pozna deka je to i počela da gi paća strah zarad sve što se slučuvaše so jezero. Znajki deka apostolite se preplašeni, Hristos pojita da im dade doznanje deka to što im se približuva je Hristos, njim od sakan ravuni, njim od najsakan učitelj. To gi smiri, a Petar, kako i sekogaš, pobara od Hrista, da mu dopušti da sleze od broda i po nemirnite jezerski vodi, dvižejki se da se sretne so svojom učiteljem. I Hristos mu blagoslovi, mu dopušti. Petar sleze i trgna nakaj Hrista, ama koga počna povtorno da se sočuva so silni od veter i nemirnite vodi, go fati strah i počna da tone. I posle prekrasnite utešni zborovi što Hristos im ti upati. Ne plašete se, jasu, ne bojte se. Sveti apostol Petar, kako čovek im se prepušti na slabostite svoji, počna da tone. I tonejki vo beznite na jezerskite vodi, to izvika: Gospodi, spasi! Ovi zborovi ni se mnogo poznati, mnogo bliski. Videki sekoj od nas u život odpoznaje koliko pati gi kaže. I mu gi upatil da Hrista Gospod, živejki vo nemirnite vodi na ovoj svet. I ko zna koliko pati, gledajki vo opasnost da potone voni, vo istite. Koga site kreva traka od nas, bezpomoćni, da nija dadat sakanata pomoć, togaž go otkrivame Gospoda vo naša neposredna blizina i odlavočinite na naše to bitije i ličnost. Go povikuvame onoj ko što nikogaš nema da ne odbije. Nikogaš! Samo toj nema da ne odbije i samo toj nema da ne izneve. I taka Hristos pristapi kon Petra i go izvleče od vodite. No mu gi upati zborovite, što isto taka site nije gi zaslužuvame. Zašto se posomneva malovernik? Zašto se posomneva? So to što sme vo brodot na Svetata crkva Hristova, so to što sme vo ovoj svet, so blagoslovna daritelot na život. Nije ne treba da se bojime od ništa. Nema strah, što treba da ne isplaši. Nije treba po poslušnost koju Hrista Gospoda da žive. I potom nikakvi virusi, nikakvi bakteriji, nikakvi slabosti čovečki
nema da go zagrozat našio život i našето postoje. No sve dodeka im se prepuštame na našite slabosti i podkleknuvame pred zakanite nasilnite na ovoj svet, jasno je deka naša ta sudba ne je baš najdobra. No postoji sekogaš možnosta vo posleden čas, kako razbojnikot od desnata strana na Hrista Gospoda, da go ispovedame nego životodavecot naš i našio spasitelj. Amin. Za mnogo godina.